Драги гледачи, спортски поздрав од студиото на Ирис телевизија и добродојдовте во фудбалскиот свет на третата фудбалска лига група Исток. Викендов на програмата беа надпреварите од редовното петто првенствено коло, во кое беа следните двојки. Рудар 1947 Бергалница Голак, Овчеполе Кидго Пехчево, Слог 1934 Кижовица и Малеш Зрновка. Традиционално камерата на Ирис телевизија ги следи надпреварите на тимот на Кидго Пехчево и е на градскиот стадион во Свети Николе. Овчеполе е клуб со богата спортска историја и традиција која трае уште од далечната 1925 година кога е формиран клубот. Клуб кој во своите звездени мигови настапувал во втората и првата македонска фудбалска лига и од тука потекнува најсјајната фудбалска звезда Гордан Здравков, кој својата полна афирмација ја доживеал во повеќе клубови, меѓу кои во Бергалница Штип и секако во тимот на Скопски Вардар. Има и многу други фудбалери кои секако се заслужни за реномето на тимот на Овчеполе. За денешниот надпревар владее голем интерес кај фудбалската јавност и единствената трибина се повеќе се полни со симпатизерите на Овчеполе и секако на тимот на Кидго. Теренот за разлика од пролетниот дел е тревнат и порамен, што ќе представува одличен мегдан за надмудрување на играчите на обете екипи. За денешниот меч, тренерот на Кидго, Трајче Сенев, се реши за следниот состав. Со број 12 на голот Тамер Јамаковски, број 4 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски, број 16 Бобан Тиквешанац, број 17 Дарко Нацев, број 19 Мартин Димовски, кој воедно е капитен на екипата, и со број 20 Владко Стојанов. На клубата за резервни фудбалери се со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 8 Мики Жежов, број 10 Маријан Ташков, број 11 Антон Ратков, број 18 Дењан Донов и со број 22 Томи Станоевски. Тренерот на Овчеполе Тони Серафимов се реши за следниот состав. Со број 12 на голот Марио Сандевски, број 2 Злате Тодоров, број 5 Никола Стојковиќ, број 6 Филип Митков, број 7 Боце Ефремов, број 8 Виктор Доневски, број 11 Виктор Трендафилов, број 14 Миле Костов, број 15 Александар Костов, број 16 Тоше Мирославев, број 19 Иван Андов. На клубата за резервни фудбалери се со број 3 Јорданов Јорданче, број 9 Николче Симонов, број 13 Дејан Петровски, број 17 Стефан Тасев и со број 18 Стојанче Трајков. Главен судија на овој надпревар е Александар Енгелов, прв помошник е Тоше Џамов, втор помошник е Игорче Богатинов, сите од Кочени и четврт судија Наум Динев од Свети Николе. Делегат на денешниот надпревар е Дејан Здравков, а контролер Ванчо Коцев и двајцата од Штип. Во изминатите 4 кола, Кидго има стварено 4 победи и со максимален ефект од 12 бодови е на првото место на табелата со гол разлика од 21 даден и ниту еден примен гол. Тимот на Овчеполе има учинок од 2 победи, 1 пораз и 1 нерешен резултати со 7 бодови е на второто место на табелата со гол разлика 6:7. Единствениот пораз има од екипата на Кижовица изминатата недела, кога во Ново Село загубија со резултат 4:3. Сите услови за почеток на средбата се исполнети и судијата Ангелов дава знак на преварот да започне, а првиот центар отргнува домашните фудбалери, кои се во зелени дресови.
преку Иван Андов или популарниот Аршавин, како го нарекуваат, кој доаѓа од Штип и заедно со Александар Костов и Тоше Мирославов се малата ама одбрана штипска фудбалска колонија во тимот на Овчеполе. Во минатата сезона за Овчеполе настапува и Иле Синев и Иван Колев, кој годинава се во дресот на Кит Го, а годинава во оваа сезона од Овчеполе во редовите на Кит Го се двајцата светлиниковци Дарко Нацев и Јорданчо Трендафилов. Интересен ќе биде односот на браќата Трендафилови, Јорданчо кај Кит Го и Виктор кај Овчеполе, чиј татко некогаш играше за Штипска брегалница. Почетот испитување на теренот ведува храбра и борбена игра на Овчеполе со цел одбрана на својот гол, а со евентуални брзи контри за грозување на голот на Кит Го. Гостите од Пехчево се квалитетна и подготвена екипа и уште на стартот коментарите на гледачите на трибината беа дека симпатичниот тим на Кит Го со својата игра ги подсетува на екипата на Академија Пандев. Први кон голот се заканија гостите од Пехчево, по акцијата на Владко Стојанов и Трендафилов, ударот на Мартин Стојанов заврши крај голот. Во тимот на Кит Го нема голгетерот, воедно и капитен Андреј Симески, кој се жали на повреди и треба да оди на испитување и неговата улога денес ја презема Мартин Стојанов. На средината на теренот гостинските играчи кои се во бели дресови загуби една топка до која дојде Стојковиќ и упати центаршут, а Андов од тешка ситуација сепак упати удар со глава, а топката одеше под пречката на Јамаковски, е сигурен и ја прифати оваа топка. Почетните мигови покажуваат и докажуваат дека мечот ќе биде тежок, мощен, брз и остер, во кој домашните играчи по секоја цена ќе ги спречуваат опасните напади на Кит Го и со евентуални брзи контри да се заканат по голот на Тамер Јамаковски. Акциите на Овчеполе почесто се одвиваа по десната страна, каде што расположен за игра беше Стојковиќ. Во борбеноста и храброста на играчите може би имаше и поостри елементи, но судијата Ангелов веднаш реагираше и усто ги опоменуваше и домашните и гостинските играчи. Еден таков прекршок направија домашните играчи, односно Доневски го фолираше Трендафилов. Беше досуден слободен удар на работа каснетиот простор. Трендафилов го изведе ударот. Топката од живиот зид се одби, натрча Дујовски и шутираше силно, но високо над голот. Во желбата за надмудрување на теренот се правеа чести грешки. По една таква грешка опасно се закани Нацев, но благовремено блокираше Александар Костов, пошто опасноста по голот се острни, а топката отиде во корнер. По изведениот корнер, никој од гужвата не ја дофати топката и таа отиде надвор од теренот. По грешка на Доневски, Трендафилов ја упати топката кон Дивовски, кој беше слободен по левата страна, но повторно блокираше Александар Костов и свалајќи топката во корнер. Тоа беше веќе петти корнер за Кит Го, но гол немаше. Играчите на Овчеполе се заканија по акцијата на Миле Косто, кој го пронеде Доневски, кој пак веднаш од сртување шутираше, но овај пат блокираше Синев на спротивната страна и топката дојде до голманот Тамер Јамаковски. Следи дол дегажбан и топка кон Мартин Стојанов, но беше спречен од Виктор Трендафилов, а при тоа беше и сигнализиран и офсайд. Еден продор на Денковски заврши со прекршок, а слободниот удар го изведе Дивовски. Пред голот во скок беа Синев и голманот Сандевски, кој ја испушти топката, но близу беше до него Александар Костов, кој расчисти пред неговиот гол и топката ја исврли далеку пред казнениот простор. Тука дојде до топката Дујовски, кој се обиде со удар од далечина, но топката завршува крај голот. Сепак неубавата акција ја видовме во 38-та минута, кога Нацев продр по десната страна и иако беше под прекршок, успеа да се излече максимум, свртувајќи топката по земја наназад кон Мартин Стојанов. Следи одличен и прецизен шут и прекрасна парада на голмана Сандевски, кој со врововите на прстите го спасува својот гол и ја исврли топката во корнер.
Одлична одбрана која беше наградена со аплауз и од играчите на теренот и од гледачите на трибината. Во тие моменти голот на Овчеполе како да висеше во воздух, но до израз дојде храбрата и пожртвена игра на одбранбените играчи, кои барем досега успешно го брана својот гол. Убаво за око беше и акцијата на Кид Го, во која Мартин Стојанов сакаше атрактивно со ножички да ја заврши, но ја промаши топката која стана плен на голманот Сандевски. По одличниот дегажман на домашниот голман, одбиената топка до одбранбените играчи на Кид Го дојде до средината на теренот, каде што ја прифати Ефремов. Следи одлично проигрување во прав кон залетаниот Тодоров. Во полн трг тој ја нафрла топката во казнетиот простор, каде што со врвот на копачките ја закачи Стојковиќ пред Денковски и покрај немоктиот Јамаковски и офали топката во мрежа. Мат во 3 потези на очиглед на целата одбрана на Кид Го. Гол за водство на Овчеполе од 1:0 во оваа 41 минута. Воедно ова е прв гол во мрежата на Кид Го во по 5 кола одиграни, или точно 401 минута игра без гол. Гол за огромна радост и на играчите и на навивачите на трибините. По постигнатиот гол следуваа неколку брзи акции на едната и на другата страна, но беше очигледно дека ниту Трендафилов, ниту останатите играчи на Кид Го не можат да го пробијат одбранбениот бедем пред голот на Овчеполе. Гол во самиот финиш на првото полувреме им носи предност и сигурност на играчите на Овчеполе за вториот дел, додека пак тимот на Кид Го на полувремето го очекува корисни совети како да ја разбие гранитата одбрана на Овчеполе и да постигне гол со кој би се вратила неизвестноста на овој надпревар. Овчеполе Кид Го по првите 45 минути водство на домаќините од 1:0 со голот на Никола Стојковиќ во 41-та минута. Вие што стави го смирката во устата да ги. Хеле, кај си, бе? По 50 евра sad će taksa. Голо трябваше да паля 10-0. Ајде. Што там па нема и народ? Симпатизерите на Овчеполе беа задоволни на трибините по водството на нивните миленици. Се слушнаа најразлични коментари за тоа како да се продолжи, дали ќе се истраат играчите на Овчеполе да ја задржат предноста и дали физички ќе го издржат притисокот на очигледно далеку поспремите играчи на Кид Го. Играчите на Кид Го досега постигнаа 21 гол, а на овој надпревар се осеќа отсуството на голгетерот Андреј Симовски, со што недостасува убојитост и ефикасноста во првото полувреме. Вториот дел за играчите на Кид Го започна агресивно, со желба за анулирање на водството. Тиквишанец продре и наднежа неколку играчи. Ја додаде топката до слободниот Димовски, следува в центаршот во вратарштоста, а Мартин Стојанов и Нацев не се разбраа најдобро. Се поврати топката нанасат, а пред Трендафилов Митков и извади топката во аут. Силно започна акција, проигра со Тиквишанец кој го гледа распоредот на своите соиграчи и додава топка кон Дујовски. Овој се реши на шут од далечина, но топката оди крај голот. Петчета мора да ги извади, не може. Нова акција на спортивната страна преку Нацев, кој префрла диагонално кон Тиквишанец, кој пак долно проигра со Дујовски, а потоа акцијата ја продолжи Димовски кон средината на теренот, додава до Владко Стојанов, кој повторно ја проигрува десната страна, таму е Нацев, кој влета во казнениот простор, пошто Мирославов ја изврли топката во аут. Нов продор по истата страна на Денковски и нов обид за центаршут, но Тоше Мирославов повторно ја изврла топката во корнер. По корнерот кој го изведе Нацев, високите одбранбени играчи на Овчеполе со глава ја сврла топката надвор од казнетиот простор,
на неналетот од Кришанац, сакаше да го изенени голманот, но тоа лошо го прави, шутира непрецизно високо над голот. Честите излети на Денковски и Текешанац оставаа простор за брзи контри преку Стојковиќ и Андов, и по една таква акција дојде до закана по голот на Тамер Јамаковски, откако Симонов се обиде да ги изненади, но беше изблокиран од Синев, пошто топката остана при голманот Јамаковски. Домакините бара пенал, но судијата Ангело беше близу и дозволи играта да продолжи. Акција на Кидго преку Владко Стојано, кој го пронаоѓа Трендафило, кој пак со глава ја спушта топката за Димовски. Следи удар, а при тоа правецот на топката го смени Мартин Стојанов, но беше сигнализиран офсайд. Нова долга топка кон Димовски, кој нафрла кон пеналтикот, да интервенира Виктор Трендафилов. Топката доаѓа до Мартин Стојанов, но енергично блокира Тоше Мирославев. Го спасува својот гол, пошто Александар Костов ја исфрла топката далеку од својот гол. Зачести акциите на Кидго, пошто следеа нови блокади од Александар Костов и Тоше Мирославов, кои спречија изненадувања. По корнерот што го изведе Мартин Стојанов, одбранбениот играч Колев беше во ситуација во оваа општа мешаница пред голот, но како да беше изненаден од оваа топка која се одби и дојде во рацете на голманот Сандевски. Во контрнапад Доневски претрче скоро половина терен и го проигра Андов, кој пак од десната страна упати идеален центаршут кон Симонов. Следи акробатски скок и удар со глава, а Тамер Јамаковски реагираше пантерски, спасе сигурен гол и го остави својот тим во игра. Владко Стојанов додава до Ташков, а овој кон Тиквешанац. Следи центаршут кој го следи Димовски, шутира со глава, а Сандевски со парада брани и исфрла топката во корнер. Тоа е веќе 11-ти корнер за Кидго, а во голови 1:0 за Овчеполе. Високата одбрана на Овчеполе засега успешно се носи со напаѓачите на Кидго. Слободен удар за Мартин Стојанов и нова парада на Сандевски. Во 80-та минута Кидго постигне гол преку Мартин Стојанов, но по интервенција на помошниот судија е поништен поради офсајд ситуација. По корнерот што го изведе Димовски, голманот Сандевски поради згустатата одбрана и големиот број на играчи не успеа да интервенира и топката беше исфрлена надвор од казаниот простор која што ја прифати Тиквешанац. Следи нов центаршут, враќање на топката кон пеналтикот, на овој пат голманот Сандевски интервенира, храбро ја прицврсти топката пред корпулентниот Колев. Мики Жежов во средината на теренот оличе го пронеде Тиквешанац, кој пак топката ја продолжи кон Нацев. Овој покрај Доневски беше побрз и испрати идеален центаршут, а во братскиот воздушен дуел Јорданче Трендафило беше побрз и повисок од неговиот брат Виктор Трендафило и ја смести топката во самиот агол на сега немаквиот Сандевски. Гол за иземнување на резултатот на 1:1, а ја бележиме 87-та минута. Направите го таквица. 30. Злате, кај бе, Злате? 40. Кај? Реално шо? Шо бе, реално? Реално. Реално, Филип. Нема се пишем. Да, пишем. Нова акција на Кидго преку Ташков, кој со долга топка уфрла кон Димовски. Во борба по топката доаѓа до контакт со Александар Костов, кој повеќе од невнимание, следејќи го летот на топката, отколку со намера прави прекршок, а судијата Ангелов, кој е близу да судува пенал за Кидго. Ударот од 11 метри го изведе самиот Мартин Димовски, но Сандевски атрактивно го прочита и перфектно одбрани, пошто судијата Ангелов веднаш освири крај на надпреварот.
Голманот Сандески беше вистински јунак, го спаси својот тим од пораз, а сосем оправдано предизвика восхит и воодушевување и од играчите на теренот и од публиката на трибината. Овчеполе Кид Го 1:1, стрелци Никола Стојковиќ за Овчеполе и Јордан Четрнефилов за Кид Го. Копан оди на негов терен за 2-1, да? Браво, Марио! Штото го заврши фудбалскиот надпревар во рамките на третата фудбалска лига група Исток, Овчеполе Кид Го Пекци 1:1. До мене Горде Здравко, потекла од овие предели. Горде, коментар за денешниот надпревар. Па ето зашто е фудбалот најубавата работа на светот. Точно денеска се повтори уште еднаш, не секогаш по квалитетната екипа победува. Не велам дека денеска Овчеполе или Кид Го беа подобри. Резултатот самиот по себе покажува дека и двете екипи заслужуваат, можеби повеќе заслужуваат да не изгубат, него да победат. И тоа е фудбалот. Малку морам да кажам дека и гостинската екипа Кид Го малку ме разочара, очекував од нив многу повеќе, меѓутоа ете така, уште еднаш тоа е фудбалот. Да. Минатата недела Овчеполе загуби во Ново село 4-3 од Кежавица. Коментари овде од гледачите дека голманот бил слаб, меѓутоа денеска брилираше. Одборни пенал во 95-та минута. Точно така. Прошлата недела против Кежовица не беше, можеби не беше негов ден, меѓутоа Марио е добар голман, добро дете, го сака фудбалот, тренира, он е впрочем и во академијата во Штип, каде таму му е Лјупчо Колев тренер и учител, така да пред него е еднината, пред него е фудбалот, знае да направи некој кикс, меѓутоа се поврзува со неговата младост. Оно што е интересно во третата лига Исток се условите. Пред неколку години бев овде, теренот беше за никаде, би рекол. Сега, еве, има пристојни услови што ќе рече дека полека Истокот се враќа на фудбалската карта на Македонија. Па така, тоа е и мое мислење, поготово последните неколку години, фудбалот полека, но сигурно се враќа на Истокот. Нормално ни требаат добри терени, услови за децата, затоа што нови генерации, нови услови и сето тоа предизвикува да кажеме, да донесеме заклучок дека навистина фудбалот на Истокот се враќа. Сега малку запомнајте гледачи. Кој е Горде Здравко, потеклува, реков, од овие терени, кој беше почетокот и накратко како беше кариерата, која беше мощно успешна и месецини покрај Александар Шумековски, еден од најомилените играчи кој дојдоа во Брегалница, а се острана. Благодарам за убавиот збор. Па овака, накратко 1973 е почетокот на моето активно бавење со фудбалот. Беше тоа прво во подмладокот на Овчеполе, впрочем тогаш немаше некои генерации како сега кога се почнува да се тренира фудбал од 7 години. Многу покасно почнавме да се бавиме со фудбал, меѓутоа имавме среќа за порано, знаете и сами, фудбалот се играше и во школо, и на улица, и на поляните, така да по цел ден буквално бевме заедно со фудбалот, така да кога дојдов прва година гимназија, имав да бирам дали да продолжам со фудбал или со ракомет, меѓутоа по некоја случајност мојот професор по физичко Добре Златев иначе беше тренер на младинците и така само по себе почнав да тренирам фудбал на 16 години во првата екипа, на 18 години во трансфер во Брегалница Штип по барање на тогашниот драг мој учител и тренер
Така да 4 години потоа во Брегалница, во втора лига, во Македонска лига, потоа 81 година во Вардар, каде 5 години. После тоа во Австрија година и пол. Славната генерација на Вардар ми интересира. Јас се знам и ги тоа за помладите. Па добро, тоа беше уште 80-тите години еден проект на Стјепан Бобек, кога почна од Штип, од Струмица, од Битола да донесува во Вардар нешто најдобро, квалитетно и најдобро, така да се створи во еден момент, во неколку години се створија прекрасна генерација, каде што станавме конкурентни, можам да кажам, со она златна четворка југословенска. Мислам дека влеговме во тие 4 и многу години ги расипавме нивните жалби. Така да после споменеме некои играчи од твојата генерација тогаш од Вардар, па фатив и со тие постарите, како голманот Мутибарич, Кочо Димитровски, Шифте Мицевски, Ѓоре Јовановски и многу други. Сега можеби некои ќе заборавиме, и од она помладата мојата генерација, Миле Симовски, Цоле Урошевиц, Гоце Алексовски, се сеќавате и вие, беше неколку години член на Брегалница од Штип. После нас една генерација од Томче Трајански, Пепи Ѓорѓиевски, Дарко Панчев, Коки Аврамовски и натаму. И така да бевме навистина генерација која беше за респект во бившата држава, која нема да биде, да кажам, од сентиментална причина, бевме навистина по ранг некоја лига, трета, четврта, можеби во Европа. Така да се играше фудбал, имаше зошто да се игра фудбал. Бевме како фудбалери, да кажеме, бевме во своето место на живење, бевме нешто кобајаги повеќе. Меѓутоа сето тоа предизвикуваше некоја самодоверба, да можеби некојаш и повеќе да имаме во себе самодоверба, така да мислам дека е едно од нештата што фали на овие млади генерации, тоа да осетат дека значат во средината во која живеат нешто повеќе и да имаат верба во себе. Впрочем и вчерашниот надпревар Италија-Македонија покажа дека секако не сме подобри од италијаните, меѓутоа не благодарение на тоа што рековме дека магија, фудбалот е магија, фудбалот дозволува понекогаш и послабиот, условно кажано, да освои бод, да победи или да игра нарешено како ние вчера. Еве ги комплетните резултати од ова петто коло. Рудар 1947 Брегалница Голак 2:0. Овчеполе Кидго Пекчево 1:1. Слога 1934 Кежовица 2:0. Малеш Зрновка 5:0. Табела Кидго Пекчево е на првото место со 13 бодови. Второ место Рудар 1947 кој има 10. Трето место Овчеполе 8. Четврто, петто и шесто место за Малеш, Кежовица и Брегалница Голак со по 6 бодови. Седмо место Слога 1934 со 5 и на осмото последно место Зрновка со 1 освоен бод. Веќе во среда, 11 октомври, на програмата се надпреварите од воредното шесто коло во кое се среќаваат Брегалница Голак Зрновка, Кежовица Малеш, Кидго Пекчево Слога 1934 и Рудар 1947 Овчеполе. Овде некаде е крајот на оваа спортска репортажа, драги гледачи. Благодарам за вашето внимание со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на Ирис телевизија и уживајте во истата се до следната репортажа, а тоа ќе биде од надпреворот Кидго Пекчево Слога 1934. Пријатно!